Денес беа доделени првите решенија за регистрација на фирма по електронски пат од страна на студенти и предприемачи. Решенијата ги доделија министерот за финансии Зоран Ставрески и директорот на Централниот регистар Ванчо Костадиновски. Директорот Костадиновски посочи дека оваа мерка е дел од проектот е-регистрација, со кој значително се скратуваат процедурите и трошоците за регистрирање на фирма. Сите студенти имаат можност за регистрација на фирма преку системот за електронска регистрација за само 20 евра, односно 1199 денари, а за останатите кои ќе аплицираат електронски, вкупниот надомест е за 10% намален од редовниот надомест доколку би поднесувале документација во картиена форма, вака физички на шалтерите на Централниот регистар. Костадиновски истакна дека благодарение на ваквите мерки кои ги спроведува владата во соработка со останатите институции, Македонија се наоѓа меѓу првите економски реформатори во светот и е на прво место во Европа според индикаторите за отпочнување на бизнис. Министерот Ставрески посочи дека со овие мерки се подобрува целокупната бизнис клима и се создава можност младите предприемачи да дадат свој придонес во македонската економија. Јас верувам дека овие луѓе што ќе се решат да започнат собствен бизнис, да искористат шансата за започнување на собствен бизнис, тие млади луѓе кои што се спремни да ја менуваат Република Македонија ќе бидат во идните години и тие што реално ќе ја променат Македонија на подобро. Ставрески најави дека во иднина ќе се спроведат уште 50 на слични мерки во повеќе институции, кои ќе ги подобруваат условите за водење на бизнис. Денешните решенија за регистрација на фирми се однесуваа за винарија и млекара. Инаку Ставрески посочи дека ќе се спроведува системска мерка за бришање на фирмите кои со години не се активни. Ќе се спроведат мерки во однос на тие фирми што со години стојат неактивни, немаат вработени, дури некои од нив не поднесуваат редовно извештаи што се должни да го прават согласно закон, така да ќе имаме различни мерки за таков тип на фирми, ќе ги поделиме фирмите во тој дел, зависно од тоа дали се неактивни и не поднесуваат извештаи, тие ќе бидат принудени да поднесат извештаи согласно закон, ако не го направат тоа ќе бидат избришани од регистарот, а останатите фирми што ако некој сака да има неактивни фирми, но истовремено си ги запазува законските обврски за поднесување на извештаи, ќе може да го направи тоа, можеби со извесен надомест. Министерот Ставрески истакна дека и покрај тоа што кризата е сериозна, нема да има намалување на пензиите.